Добар ден на сите, почитувана јавност, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Последните случувања во правосудството покажаа дека судството останува последното упориште на остатоците на режимот и заробената држава. Неопходен е процес на ветинг врз судиите и јавните обвинители. Правосудството мора да се прочисти од сите нечесни судии и обвинители, за честните, одговорните и професионалните непречено да можат да ја обезбедуваат правдата која чекаат граѓаните на Република Северна Македонија. Започнатиот процес на проверка на имотот на членовите на владата е сосема во ред. Државната комисија за спречување на корупцијата треба да започне час поскоро постапка за проверка на имотот на судиите и обвинителите. Истовремено ги повикуваме и Судскиот совет и Советот на јавни обвинители да ја оценат одговорноста на судиите и обвинителите за застарувањето на предметите и целосно да ја проверат професионалноста и ажурноста на работата на судиите. Во овој момент најважно е да се затвори нелегалната аболиција на Ѓорѓи Иванов и да се обезбеди одговорност пред законите на сите што ги прекршиле. Затоа сите претеници треба да дадат поддршка на барањето за автентично толкување поднесено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако некој сторил кривично дело, мора да понесе одговорност. Тоа е прво и најважно. Во оваа насока, предлозите на Христијан Мицковски се несериозни и неодговорни, односно во функција на одбегнување на правдата. Не е прашањето со што ќе се занимава некој што прекршил закон, туку да одговара пред се. Во превод, што значи овој предлог? Сите од ВМРО ДПМН што 11 години краделе да ги амнестираме, да не одговараат, па после нека не се занимаваат со политика, тоа е несериозно и неодговорно. Одговорноста мора да биде на прво место. Затоа велиме, ајде да ја затвориме најпрви нелегалната амнестија на Иванов, да обезбедиме секој што огрешил да одговара пред законот, па после тоа да разговараме и за другите предлози. Да разговараме и за проширување на забраната за политичко учество на помилувани лица и на лица кои се под истрага, под обвинение или за кои беа презентирани прислушкувани материјали кои кажуваат на нивната вклученост во незаконски и неетички действија. Предлогот за испитување на имотот на функционерите е задоцнет. Тоа веќе е започнато. Наместо да му слугува на својот шеф од Будимпешта, Христијан Мицковски, да ги повика претениците на ВМРО ДПМН да го поддржат барањето за автентично толкување. СДСМ нема да дозволи амнестии, СДСМ се бори за правда. Граѓаните, државата заслужуваат правда и ние таа ќе ја обезбедиме. Благодарам.